Цивил 7 е неделен преглед на најважните општествено-политички настани. Јас сум Билјана Јордановска, а во ова издание на Цивил 7 ќе зборуваме за недела исполнета со цивилни активности, голем број анализи, колумни и коментари од автори на Цивил, малку за дневната рубрика Цивил во живо со Џабир Дерала, но и за политички настани важни за евроинтеграциите во земјата, како и за одбележување на некои значајни настани, како што е 17 мај, 6 години од најголемиот граѓански протест. Минатата недела Цивил одржа 4 панел дискусии: еднаквост, недискриминација и мултикултурализам, состојби, предизвици и перспективи, говор на омраза во политиката и мултикултурализмот и европските вредности во медиумите, како дел од проектот Европски перспективи, како и општествената одговорност на интелектуалците и уметниците во промовирање на мултикултурализмот и европските вредности како дел од иницијативата Направи разлика, почитувајќи различностите. Ние, како што знаете, ги представуваме заедниците кои што се споменати во преамбулата на Република Северна Македонија, и тие се турци, роми, срби, бошнаци, власи и, за жал, што стојат уште околу 20 други заедници кои не се споменати, стојат како други во преамбулата, и со тоа до крајот на 2020 година турци во јавната администрација се вработени 2437, односно 2,18%. Роми имаме 1578, односно 1,41%. Срби имаме 1295, односно 1,16%. Бошнаци имаме 567, односно 0,57%. И власи имаме 551, односно 0,49. А ние релативно гледаме дека бројките се подобруваат секоја година на подобро. Но за жал, според рамковниот договор, треба уште многу да работаме на овој случај и секојдневно ги следиме ситуациите во ова болна тема на заедниците. И државата треба да направи напори за афирмативни мерки, за вклучување на многобројните заедници во државните институции. Зошто барам од државните институции? Јас сум приватен сектор од кој го се финансира буџетот на Република Северна Македонија, кој што треба да биде сервис и слика на општеството во кое што живееме. И ако мојот народ не е доволно застапен, тоа значи дека државата нема еднаков третман кон сите заедници и мора да даде напори, да најде начин помеѓу афирмативни мерки за вклучување и да ги исклучи дискриминаторните практики, како што е балансерот. Значи, во моментот имаме една алатка која што кажува кој смее да вработи. И вчера беше објавен оглас во секретаријатот за европски прашања. И сега, нели, вие ако сте магистар по евроинтеграција, сакате својата држава да влезе во Европската унија, имате доволно знање, вие не можете да аплицирате на околу 6 или 7 работни позиции, бидејќи се наменети за македонци, албанци и турци. Значи, другите заедници се исклучени, а сите заедно сме адекватно образувани и можеме. Значи, ние не бараме необразуваност, ние бараме образуваност и тоа го имаме, значи бараме вклучување. Како и сите големи кризи, општествени, овој глобални, секогаш најмногу се осеќаат, најмногу штета прават на оние кои се најмаргинализирани и оние кои се најмногу осетливи на било какви промени. Од една страна општеството успеа кај нас да одговори со солидарни политики, но од друга страна факт е дека и самата пандемија успеа да ги дополнително да ги направи оние разлики на дискриминација, посебно на оние кои се најранливите. И таа дискриминација не секогаш е етничка. Многу често е родова. Многу често ги погодува најсиромашните. Многу често е оние луѓе кои имаат некаков инвалидитет и така натаму. Значи, и постојат разни врсти на дискриминација и внатре во самите
во самите етнички кампуси, така да и од таа димензија треба да се гледа дека за жал останува тука многу работа. Јас мислам дека бев повеќе од јасен со неколку споредби кои ги дадов. Уште еднаш ќе ги споменам накратко. Вие не можете да ја избегнете одговорноста доколку запалите нечија куќа, а потоа во истрагата да дадете изјава дека сте правеле социјален експеримент. Апсолутно. За да видите И тоа треба да биде докажливо на опалењето на куќата. Вториот уште подрастичен пример кој го дадов е дека ако некој влезе во некој училиште, убие 30 деца и потоа полицијата кога ќе го уапси, тој ќе рече: ве молам, пуштете ме на слобода, бидејќи јас вршев социјален експеримент за да покажам дека е лошо да се убиваат деца во масовен напад на училиште. И одиме само на омраза, закани и омаловажување. Тука нема афирмативна кампања. Има закани, омраза и омаловажување. Еве се кампањата од омраза, кои резултати ги покаже за исто 60 дена, како кампањата за позитивната кампања. Интеракциите пораснале за 30,2% на почетокот, до заклучок вчерашниот ден 39,89%. При тоа морам да кажам дека овие се сериозно редуцирани бројки, бидејќи последните неколку дена ке мене се појави огромен процент на зголемување, што не сакавме да ги земиме во предвид, бидејќи темата религија па предизвика чудо од лавина на појачување на ефектите на кампањата во Македонија. Кој сака да успее во политика треба да употреби говор на омраза. Во спротивно ќе биде добриот дечко, супер дечко, добива тапкање по рамо, но никогаш не добива гласови. Причините за тоа се во менталитетот на јавноста и менталитетот кој ние како ја спознаваме и ја гледаме политиката. Кај нас во Македонија, во Република Северна Македонија, се сведува, така излегува испоред ова истражување, на една византиска гола борба за власт. Ако се обидеме да си одговориме самите на себе зошто е толку безочна таа борба за власт, јас може би својот поглед ќе го фрлам во државниот буџет. Кој ги има парите, тој располага со државата и тој управува со општеството. И веројатно цела таа византиска борба е борба од тие управувачи на државните пари, од нив незаработени пари. Кој ги има тие пари, тој управува со сите ресурси, преку својата кадровска политика, лојална на партиите и така натаму. И ние, за жал, поразително е и ова што господин Богојевски го констатира низ истражувањето, низ оваа научна студија. Може би некој ќе ми префрли што употребувам термин научна, но јас така го доживувам, бидејќи да се направи истражување во кое емпириско се докажува дека доминантно во нашата комуникација вербална политичка, во таа политичка борба меѓу политичките субјекти, во кој се навлечени и публиката да учествува, не само тие што се на теренот, да се тепаат меѓу себе, да крваат и така натаму, него и ние, како во една гладиаторска арена, исто така меѓу себе се кошкаме, се плукаме меѓу себе, го мразиме комшијата затоа што навија за ваква или онаква политичка опција. Само ова го објаснам, свати, е во една дилема. Значи, ние зборуваме за таква политика, да, но зборуваме за начин на кој тоа ќе го представиш. И јас можам исто да го кажам на начин на кој сум го кажал претходниве денови и предизвикува тој тип на реакции, и исто да можам да го кажам, еве да речем во наводните, се ќе ме сватите, на јустил, југословенски стил. Одиме на секуларизам, користам еуфемизми, тоа го кажувам на поинаков стил, а зборуваме за иста политика. Зборуваме за иста политика. Ме разбирате? Но на различен вокабулар. Забрана и отварање концептуација. Дано, вие сега, што туку пред 10 минути рековте, нема да дозволиме саудизација на државата. Вие во вашиот еден коментар рековте Скопје не е Бејрут. Не е. Користејќи и не треба да биде. И да, не треба да биде, и ова не е дел од експеримент. Ова е ваше лично мислење и став на политиката. Така? Видете. Не, ако ме прашувате конкретно за тоа, да, и тука користите една лажна вест. Која е таа?
Истакнувајќи дека на тој протест за Палестина не беше истакнато македонското знаме. Добро. Пред да бидат онлайн медиумите присутни повеќе во нашата сфера, се знаеше дека се води една моноетничка политика на едниот медиум кој збори само македонски или па на другиот кој збори само албански, така да имаме две реалности кои на жалост само кога има трагедии или нешто големо лошо се случува, па тогаш ќе имаме информации од таа етничка припадност или од трета етничка припадност, или кога, например, има некој празник, па повеќе верски, па еве ги слават, како да се некој етнитет кој живее во другата планета, а некако луѓе кои живееме заедно и тука ги користиме истите услуги, не знам, транспорт, исти школи и така натаму, ама тоа е од системот, значи системот така е граден во Македонија, каде што две-три етнички заедници не се мешат многу и затоа немаат знаења едни за другиот, имаат само тие стереотипи кои на жалост повеќе преку помош на медиумите или социјалните мрежи повеќе ги потврдуваат. Да, ги потврдуваат, ги шират. Значи, генерално сега ќе кажам, малку промовираме сите европски вредности, меѓутоа ги промовираме декларативно, а европските вредности подразбираат мултикултурализам и негово почитување во реалноста и во секојдневниот живот. Сведоци сме дека, особено на социјалните медиуми, има чести случаи на говор на омраза, кои што не го поттикнуваат и напредуваат мултикултурализмот, туку напротив, го подхрануваат. За жал се помалку се би рекла, не достигаат дури и се ретки историите, прилозите, анализите или какви да се новинарските жанови кои обработуваат теми за мултикултурализмот. Напротив, велам се уште се присутни текстови кои придонесуваат за се поголема раздвоеност и се вистински ризик за соживотот и мултикултурализмот во земјата. Да тргнам од јавниот сервис, каде работам од 1989 година, каде постојат редакции на езиците на етничките заедници, освен на албанската, тука се турската, српската, ромската, бошњачката и влашката. Ако проследите настан кој е покриен од сите заедници, а се работи за инволвираност на припадници на различни заедници, често ќе се забележи дека секој го покрива настанот од аспект на интерес на задницата на која и припаја. Заобиколувајќи го, велам заобиколувајќи ги, основните стандарди и норми на професијата кои пред се произлегуваат од кодексот на новинарите.